плачат, зашто тие ќе се утешат. Блажени се милостивите, зашто тие се помилуваат. Мир вам! Ова е таа книга која озвучуваме, Театарски источник. Автор сум јас, Тихомир Стојановски, во Духот Исусов, Духот Божи, која е објавена 2018 година за 30 годишнината на Театарот Скрби и утеха. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти благодарам. Се разбира, не се добиени средства за неа. Потешко добивам средства за книги, откако објавив нешто во една претходна книга. Некои состојби на цензурата што се случува во Македонија и македонската земја, во македонската култура. Значи, продолжуваме со читање, одиме на 51 страница. Сетне уште еден пат за нашите и нивните. Не ни даваат премиера нашите. Сме запнале море, бараме премиера. Можеме и нешто друго да работиме, например, да се сликаме пред паметниците. Министерската Б се гушка со бугарскиот министер за култура. Ете, тоа е тоа, браќа македонци, во нашата Македонија, како да е се со ними, се е стокмено, а тие со кои се гушка не го признаваат јазикот, народот, што ли не признаваат. Еве, денеска се гледа 2024 година, до каде ја дотеравме со нив. Ми дојде културниот аташе на соседите, Отаде Пирин планина, сакал да се запознае со мене за време на Дионисовите слави. Многу добар текст ми вели за будење на ангелите. Слава ти, Господи Исусе Христе. Тогаш го играв академик Аспарук до Курче во представата Будење на ангелите и од тогаш, од кога тој се појави зад сцената, 2 години не ни даваа премиера, па дојдовме до 7 години. И од тогаш нашите и нивните, Всинца и 4 лета господови не ни даваа гостување во Пиринско и пак продолжија да не ни даваат кај нашите македонци таму. Тоа се фактите. А авторот на оваа книга 4 години нема добиена финансиска поддршка за авторска книга од Министерството за култура, нашите и нивните. Спаси ме Боже од нашите и од нивните. Тоа се случувало од 2012-2013. Мислам дека денес имам 15 или 17 години. Како воопшто не добив книга, лани добив преку Уким едно учебник, интернет издание. Сакај го својот ближен како. Кога ќе тргнеш да работиш за Македонија и македонската култура, секогаш има цензура спротивставени страни и не успеавме да дојдеме до тој момент. Денес кога комплетно ја негираат Македонија, например во Пустец, во Голобрдо, таму кај што нашите македонци се попишуваат како бугари, демек ако е пописот реален, а не е реален, фалсификат е, нас ни ги укинаа гостувањата. Значи, тоа е системски проблем. Сакај го својот ближен како. Каде игравме, сеевме љубов со джамаларите, слава на Бог Отецот. Ете сме во Тирана, Корча, Мосомиште, Новолески, Кремен, црквата Свети Никола во Варош, Крива Паланка, Кратово, Пекчево, Новзеланд, Малме, Австралија, Лондон. Се креваат дамарите на македонизмот. Само таму каде би требало да не поддржат, нема реална подкрепа од нашите и од нивните. Кои се нашите, кои се нивните? Тие се зафатени со себе афирмирање, велми немаат време да се сосредоточат, ниту уши имаат да слушнат, ниту очи да видат. Сетне и упреку еден духовник ми рече дека тие не се сакаат самите себе си, ти сакаш тебе да те сакаат и македонската култура. И ете ме со З од МИНЗК, од драмскиот оддел. Седнав до неа на представата на театарските игри во Прилеп, по Божја волја, зафативме муабет. Баш тогаш 2 лета господови не ни одобруваа средства за театарска премиера. Пазете, сите добиваат средства, само Скрби и утех, од позицијата, а ние зборуваме за 30 години континуитет. И велам дека славиме 25 лета господови од возобновувањето на Скрби и утеха. Таа не слуша, не и се слуша, не разбира, не сака да разбере, не гледа, не сеќава. Нема љубов човеку за седи во Министерство за култура. Зборува по своје, зборува, по зборовите ќе бидете осудени. Остатокот е молчење. Таа преживеа многу министри за култура, за жал, не прави разлика меѓу духовното и важното наспроти обичното и дневно политичкото. Како ми вели еден верник во Христа, не се сакаат себе си,
а ти сакаш да ја сакаат македонската духовна култура, скрб и утеха. 54 страна ја озвучуваме книгата Театарски источник за 30 години скрб и утеха. Возобновен би требало да се работи за љубов. Дионисовите слави, патека на светлината. Си траат, нанижија 20 лета господови. Беа и во илегала, беше истата министерка, тогаш државен секретар кога се случија во илегала. Се обидоа да не избришат и со Дионисовите слави и со премиерата. По писмото напишано за премиерот се смени. Некако туркавме за кратко и еве сетне на истото. Пак писма, жалби. Аман бре луѓе, воскликна еден уметнички директор. Минаа 25 лета господови битка со цензурата и администрацијата и онаа расипаната П и истото. Тоа па тоа, ништо не се менува. Ми рекоа дека ми дале средства, ти дававме средства за Дионисови слави, па затоа не ми даваат пари за премиера. И го кажувам тоа на министерката во канцеларијата, а таа негира. Комисијата се правда. Рми беше студент и велам. Потоа таа се правдаше, до 3 пати рече дека немале ништо против нас. Тие и ние, Дионисови слави, патека на светлината, македонците од соседните земји доаѓаа со својата култура еднаш годишно. Славите, најголемата сума што сме ја добиле беа 5000 евра. Доаѓаа 30-40 луѓе, 50 некогаш. И ги укинавте и денеска зборите за Македонија. Зошто не се разбираме и се прави разликата? Заради страф од Македонија, од светлина? А јас мислам би требало да се работи за љубов. Потоа со Дионисовите слави преминавме во Дионисусови слави, па во Армакедонски слави, за да го славиме второто Христово пришествие и да се усовршуваме во љубовта неговата. Амин. 56 страна. Најмила моја М. Чека една драма со Стефан Верковиќ како драмско дело да се даде и кај нас. Стрпливо, кротко, милозливо, по Божија волја да се овоплоти. Чудна е состојбата земно-небесна. После секоја овоплотена премиера драмски тек во представа, ми слетуваа словата на Бога во нова драмска приказна. Драмите се духовни, тие слегуваа. Еве сега нашите од Мин за К не ми даваат премиера 2 лета господови, запнале бе, не ви да, мајката ваша. Надлежните од одделот ми велат едно, комисијата ми вели друго, министерката трето, вистинска драмолетка, приказна во стилот на Мајаковски и Ждановизмот, Сталинизмот, 2012-2013. Море Македонијо, кога се нема критериуми за вредноста и сработеното, за истрајното, за постојаното, за тоа што е вистинска национална македонска култура и се сведува на суета, лага и кој повеќе пари ќе лапне, и партиска некултура и на едните и на другите чеда на мамонизмот. Не можете да му служите на Бога и на мамона. За ними делата на скрби и утеха не се вредност. Вредни се суетите, надменост на дневниот политички интерес, беззначајност, ординарност, себеинтерес, себељубие, самонадејаност, крадење, како доктрина на Јуда кој го продаде Исуса за 30 сребреници, така вие ја продававте Македонија, си го сликаше прстот потоа таа, за да не оди во затвор. Светска криза е додава важно, а годинава не се додели награда за домашен текст на театарските игри во Прилеп. Овој нашиот текст го чека Г, и дневно се трошат милиони евра за себе и за вашите. Ги фатија дека зела пари, па им простија, законот не важи ли за сите? Најмила моја М. Еден ден мојот Отец Небесен со Исус Христос на сите ќе ви наплати за гревовите ви. Амин. Исусови благослови. 58. Евангелие по Федеу. Науким промените одат полека со зорт, не даваат старите кадри на уметноста, цензурата, науката. Ете се обзнани и тоа чудо до 3 дена, лустрација на поранешниот Д, се појави и го објавија. Тој маваше со списите, мафташе на Бранислав Нучич, кутриот, фондационист, сомнително лице, битолчанецот, Нуша, Влавот, драмскиот шегобиец, македонецот. Еден негов колега вели за него дека бил главен Ч за поранешниот Д. Се некои имења. Негов роднин исто така поранешен Д. Едно време и уште еден нивни роднина предаваше на факултетот. Кога создадоа предмет за Трампа, се променуваа
Ете, тука лежал Бранислав Нушов партиски интереси, политички вработување во образовниот процес и денес претходно со тој што фрлаше боја, кради градецот, не кради градецот, тој другиот трчи лажецот. Сомнителниот сурат на поранешните и сегашните. Пишувам ли комендија или редам од словото на Бога како апостол на вистината? Ти суди ми, читателе мои, но и тебе он ќе ти суди според делата на љубовта. Или не судете за да не бидете судени според Христа, Евангелие по Федеу, а јас си ќуту и си пишују, запишују и си верују во нашега Исуса Христа, Бога Спасителја. Амен до Божиот Царство Небесно. Па ете зошто не ти даваат премиера. Многу пишуваш, ми вели. Многу сум пишувал. Слава ти, Господи Исусе Христе. 59 страна. Театарски источник, книга за 30 години. Скрбјутека ја објавувам за да се знае дека сегашната состојба од 2024, книгата е 2018, била притисок врз македонската култура, слугување на лажните богови. Се собра и се насобра комисија за театар, филјан колеги кои имаат силно его. Кога ќе се состават таквите, тешко не одобруваат премиера. Се сеќавам еден беше и јас сакам да имам представа. Беше во комисија, што сега скрби утеха, потоа заглави во затвор заради крадени пари. Кога ќе се состават таквите, тешко и министерката ќе заглавеше во затвор, но се откажа, се си го сликаше прстот. Се разбира, им пречеше блиската врска со македонците од Пиринско на нашиве патриоти. Затоа писмата со жалби остануваат да тихуваат во Божјо време или на дел одмини. Писмата си трајат, синот на директорот добиваше 2 премиери, друзите блиски до министерката, културни дејци врзани со власта, кој повеќе пари ќе задграби. На откуп на книги рекоа, ќе ви надокладиме, дај пушти една книга, ми рече една С од Мин за К, има остана тоа, не излажа. Зборовите тропаат. Потоа бегаше од мене, ме излажа. Еден стих во Библијата вели дека татко на ѓаволот, татко на лагата е ѓаволот. Земја во која вредноста сум јас, егото на владетелот, па потоа се друго, не остварува слободен проток на дарувани луѓе кои би требало да ја слават и афирмираат татковината и македонската култура. Сето е само фасада без темел, театарски политицизам и туризам. Сами си делат пари, сами си се фалат, сами си делат награди и служат на дневната политичка клика, само фалци се вели во Светото писмо. А јас му служам само на Христа Бога и на македонската култура, не на лажните богови, македонци мои. Јуда крадеше од касата, па потоа го продаде Исуса за пари, за богот Мамон за парите, за лажните богови. Ете затоа тие ја продадоа македонската земја, подоцна објавено во некрстени денови која 7 години чекаше премиера. За пари да не одат во затвор, кради градевци. Умечноста на драмата. Со сегашниот Д, тогашниот асистент на Г, си шеткаме по Федеу. Од кај Д до кај Л, леле, долг пат е тоа, друм за Федеу и против. Или 2 пајташа бараат магистерски студии, донесоа закон дека и ние од уметничките факултети треба да магистрираме. А ние немавме време и бараме чаре од нашите постари колеги професори. ЈЧ ни вели дека ЈЛ не дава да отвориме магистерски студии и ние на Федеу. Додека пак ЈЛ ни вели дека токму ЈЧ не дава да отвориме магистерски. Тоа е заплет за драма, за драмските уметности, умешности. Постарите колеги одеа за некоја година во пензија и можно ли е да не име грижа за кадарот кој останува или после мене потоп, арката на Ноја и кораб планина. Потоа сите магистриравме на други факултети, дури отпосле се отвори на Федеу откако бурата мина. Или за некого об, за некого троп. Срам за Федеу, за генерацијата која заминува со вистинско лице. Си го покажаа своето лице и опачината им. Другото се уметности на драмата, ситни заплети на нељубовта кон Федеу и кон себе си, умешност на една застоена драма. Потоа докторирав на тема од обред до театар славата Исусе. Научив за духовната сила на уметноста и умешноста на драмата, за кого играме, за себе или за Бог Отецот. Амин. 63-та страница, ја озучуваме оваа книга, театарски источник, која објаснува некои работи. Како се вршеше цензура врз македонската култура и театарот скрби утеха. Убавите цензори мои. Со Кумановскиот театар потпишав пред договор за 165.000 денари за режија на драмскиот текст на жената на Ј, археологот,
Б. Сето тоа не помина на комисијата за театар во МИНЗК. Па сега ти сакаш. Најдоа некој оправдување да не одбијат. Синот на директорот на локалниот театар доби истата година 2 премиери. Ние 0, ич лира. Министерството ни даваше 200.000 за премиера за целовечерна представа за театарот Скрби утеха. Споредете ја разликата во сумата за режисер исто колку за цела представа. Тоа е дискриминација, цензура, недоличност, срамота, сталино-ждановизам и понатака лажно патриотизам, крадизам. Така не се прави култура. Убави мои цензори. 64 страна. Од светлина кон темноина. Ми се јави од владата на РМ, денеска треба едно С да му ставиш таму, затоа што тој подпиша кради лажецот. Лажецот трчи Лажговси, Кукурајко, лажот, зема пари, ги украде и го продаде народот кој не е негова собственост. Значи, ми се јави од владата на РМ неколку дена по нова година, 2011 Божјо лето, и ме прашаа дали го давам документарниот филм Поблиску до Бога, Родение светлина, да се емитува на МРТВ. Дали им ги отстапувам авторските права? Веднаш се согласив, им се јавив, направив копија на ДВД и едно младолико момче дојде со кола, го зема филмот од пред мојот дом, со писмо и печат од Скрби утеха и продукцијата Дион, денеска Свети Дух, да го пуштат на програмата дека дозволуваме неограничен број пати. Филмот беше предаден во редакцијата која требаше да го емитува во македонската телевизија. Помина времето и не го емитуваа на програмата. Филмот за честувањето на Денот на плодноста на мегалитската обсерваторија Кокино, денес наречена Театарот Железно време. Македонски театар. Никој не знае зошто не го пуштаат на програмата, барем кога се обидов да добијам одговор на море мајко Македонијо. Која ли темноина се плаши од светлината македонска? Од светлината содржана во Кокинската приказна или нешто е труло во данското дувло, во армакедонското дувло? Шекспир знае, и Вилијам знае, и Елизабета кралицата знае, и еден зајак понатаму лажгото знае, тврдеше дека и тој знае, дека народот знае и дозна леле на грешките се учи. Тугите грешки не болат, го продаде народот, трчаа интелектуалци, слепи, фрлаа боја, го донесоа лажгото, подпишаа договор со сатаната, да не смееме да кажеме дека сме македонци. Кој смее да подпишува такво нешто, иако референдумот не помина? Само мислат дека знаат. Само Отецот наш небесен знае се. Другото е минливост и суета. Амин. Басна за зајакот и ловџијата внатре во нас во мајка Македонија. Знаете, луѓето мислат ќе избегаат од Бог, ќе уништиш нешто, ќе откраднеш, ќе изнасилуваш, потоа тебе ти се случуваат истите работи, тоа е грев против Светиот Дух, не го признаваш Исус, не прифаќаш, знаеш дека има Господ, јас ти велам, јас му припаѓам на Господ, театарот постои, создаден е, немојте да станете борци против Бог. Го кажав тоа на министерката, таа сепак после се сликаш, си го сликаше прстот и го продаде сопствениот народ. Зошто? Дојде времето за споменици и секој да тропа за историјата на нашата земја, а институтите спијат. А оние кои 25 лета Господови се бореа за македонската историска вистина, за идентитетот, денес не може да добијат 2 години премиера. Се издаваат книги, се снимаат спотови за милионски евреници, се продава македонизмот сега и овде во политиката и живеачката ни. Демек е времето, ерата на македонизмот, велми 2012 лето Господово. Но тогаш зошто 4 лета Господови не можеме да добиеме гостување кај македонците во Пиринско? 2012. Зошто авторот на оваа книга 4 лета Господови не може да добие финансирање на авторска книга од МИНЗК? Потоа тоа дојде до 15-17 години. Зошто театарот Скрби утеха не може да добие една премиера годишно од нашите институции веќе 2 лета Божји? Зошто? Нели беше ерата на македонизмот? Или само така се вели, а си тераат по старото? Велат по делата ќе ги познаете. Од светите списи Господови. Само едно зошто. Покажи ми ја верата своја без дела, а јас, односно ние, Скрби утеха, ќе ти ја покажеме верата наша по делата. Се вели во Библијата.
Евангелие по Јаков, односно Евангелие така, не Евангелие, туку е записи по Јаков, вели Библијата, слава ти Татко Небесен. 67 страна се озвучува оваа книга. За 30 години театар Скрби утеха, издадена 2018 година со наши средства. Кога имавме ние годиштини, никогаш не ни одобруваа средства. Се фини луѓе мил мој лебеду, Р и В и Комисијата за театар. Мојот поранешен студент, сега професор на Е, ти дадов Дионисови слави, ми вели. Пак не може и Дионисови и премиера, ми кажува. Министерката пак негира дека Дионисовите слави и премиерат имаат противопоставеност. З од одделот ми раскажува сказки, понекогаш имам ние да ја прашам, што работиш ти таму во културата? Не мукаат ли си таму или само да правиш цензура? Со неја тешко се разбираме, како да припаѓаме на два различни света и светлини. Имам чувство дека припаѓаме на две различни земји. ВМ ме убедува дека министерката решава сетне, дека тие само предлагаат. Не баре статисти во политичката културна драма и распределба на парите ни. На парите им, на парите. Нашите пари од буџетот на РМ. Ние од Скрби утеха својот живот и го посветивме на Македонија и македонската култура. Може би тоа не ви е доволно, или не е во тренд, или не оди сега на пазарот на македонизмот. Се фини луѓе мил мој лебеду, реплика од Бертол Брехт. Ете таква е состојбата во мојата земја, брате театарски. Се е под контрола. Нема слобода, нема услови да создаваш македонизам преку границата на дневната политика ни. Се цензурираше цело време. Од 1988 до денес не оставија да се издишеме. Одеа по нас како кучиња да не растргнат. Но ние сме во силата на Исусовата љубов и победуваме. А партиските петли колку сакаш пеат за татковината им. Нивна и наша. Голема поделба на крадизам и нељубовизам. А ако немаш љубов, апостол Павле во македонците, апостол Павле, ништо не си ако немаш љубов. Во Исусовата драма, амин. 69-та страна, доаѓаме тука некаде. ВБ со поранешниот Д, двамина мандрагорци, само што муфтаат нешто под маса, кројат, режираат, прекројуваат, делат, отвараат предмети катедри, што би рекле ми дишат зад плеките и демнат. Така е кога политиката се матка во образовниот процес, кога со партиска книшка се станува професор, кога факултетот за едните е мајка, за другите маќа. Така беше и со поранешниот Д. Со еден од ними ми потпиша да ме го држел ми подшепна мојот отказ во фиока. А пак таа под прозорецот ми се гануваше со политичката функција, само ти пишува и ќе видиш кога ќе станеш професор. А јас пишувам. Духот слегува и пишува. Денеска работам за Исус Христос. А вие сите ќе изгинете. Мина многу вода ако не се покаете. Под мостот на светиот Аксии, речниот бог Вардар, според античката македонска народна религија. Фала му на Бога се додржав низ искушенијата ми. Професор е категорија која бара достоинство, духовна големина и честност, барем за мене, според Аристотел и Исуса Христа. Сето друго е дневна политика, суета и лажни земни богови, кои сетне заминуваат во заборавот на темноината. Исус вели, камен на камен не ќе остане. И да бидеш професор подразбира да родиш некого повторно, да бидеш со духот на Бог Отецот, другото е телесност и приземност. Амин. И ако ги земете представите кои сме ги играли ние последниве години, од олесни разреши прости, будење на ангелите, некрстени денови, за секогаш љубов, бакниме чернодрински, може би некоја ќе прерипам. Тие беа пророчки представи, кога денеска ќе ги видите дека таму имаше сила на духот и ги предвидуваа настаните кои се случуваат. Сега има уште една драма слезена, веќе помина 7-8 години, како не ми ја даваат пари за премиера, сега се смени власта, доаѓа исто еден наш поранешен студент, кога го поканив да игра во Скрби утеха и тогаш не ми дадоа пари, па му се извинив. Драмата се вели сцени духом, ако сака Господ ќе ја постави, ако не,
ќе останат овие списи дека скрби и утеха вториот се возобнови, дојде и веројатно ќе дојде третиот скрби и утеха кога ќе биде плач и крцкање со заби и вистинскиот театар ќе го сетите, тоа е духовно соединување со Таткото Небесен. И Исус Христос, запишано кај Еврипид, Деусен Махина, на почетокот и на представата, го поканувал Господ да дојде и да игра во представата, за да не роди и да ни даде сила во духот, живо слово, кое прави катарза, те менува, те тера да се промениш, да се исчистиш, да се ослободиш и да живееш во духот на љубовта на Господ Исус Христос. Амин.